Зголемување на соработката помеѓу Македонија и Јордан пред се во делот на размена на информации односно разузнавање. Ова беше главната тема на денешната средба помеѓу председателот Ѓорѓе Иванов и кралот на Јордан Абдула II. Председателот Иванов во разговорите со кралот Абдула меѓу другото разговарале за заокружување на правната рамка која ќе доведе до поголема соработка помеѓу Македонија и Јордан. Меѓу другото, како што истакна Иванов, било и потенцирано за обновување на старите врски кои што ги имаат Македонија и Јордан пред се во времето на Југославија, кога преку 1000 жители на Јордан дошле на студии во Македонија. Меѓу другото, во Македонија има и македонска заедница која што ќе работи на унапредување на односите помеѓу Македонија и Јордан. Ова, како што истакнавме, беше дел од разговорите помеѓу председателот Иванов и кралот на Јордан Абдула II на Светскиот економски форум кој што се одржува во Јордан Аман. Меѓутоа, предлагам поентите од разговорите помеѓу Иванов и кралот на Јордан да ги погледнеме од изјавата. Јордан успева во овој период на големи турбуленции во многу региони во светот, особено на Блискиот Исток, да покаже како треба да се справуваат со предизвиците. Јордан има преку 1 милион бегалци, официјално, а неофицијално многу повеќе, и Јордан ја игра таа улога на посредник и земја која се обидува да укаже на сета она состојба што со години е присутна на Блискиот Исток и во Северна Африка. Укажавме дека веќе имаме голем напредок во сферата на размена на информации и соработка на планот на разузнавањето. Разговаравме и за сите можни потенцијали кои постојат за соработка на нашите институции, бидејќи пред подпишување сме на правната рамка на неколку договори која ќе потикнат и економската соработка. Овие односи што ги воспоставивме, лични односи со кралот и неговите советници и неговиот кабинет, ни гарантира дека кога веќе ќе се стабилизира политичката состојба во Македонија, можеме да ги користиме сите потенцијали кои постојат за развивање на нашата соработка со Јордан, преку Јордан и со земјите од Блискиот Исток. Председателот Иванов имаше и билатерални средби со Леси Свик, генерален директор на Интернационалната организација за миграција. Председателот Иванов со Свик разменија мислење за соработката помеѓу Македонија и Интернационалната организација за миграција. Лесли изрази благодарност за досегашната соработка на Македонија и третманот кој Македонија го има кон бегалците и мигрантите, како и за тоа како земјата се справува со мигрантската криза. Иванов потенцираше дека земјата има голема подготвеност и за вклучување во делот на идни активности на Интернационалната организација на миграција. Меѓу другото, Иванов се сретне и со Кеничи Тима Јоши, кој што е заменик председател на Јапонската меѓународна агенција за соработка. Исто така се разменија мислења за идна соработка и реализација на проекти помеѓу џајка и Македонија. Истакна дека со оглед на тоа што беше отворена амбасада на Јапонија во Македонија и на Македонија во Јапонија, се очекува интензивирање на соработката, а се разговараше и за отварање на канцеларија на џајка во Скопје. Иванов исто така се сретна и со Ирина Бокова, која што е генерален секретар на УНЕСКО. Разговараа за сегашните проекти кои што УНЕСКО ги реализира во соработка со Македонија, ја потврдија одличната соработка и подготвеност за реализација на проекти во односот на културата, образованието и науката, а од УНЕСКО ги поддржија напорите за заштита на природното наследство на Македонија. Овие беа на неколку билатерални средби кои што председателот Иванов ги имаше во рамки на Светскиот економски форум кој што се одржува тука во Јордан Аман, а освен зголемување на влијанието на Јордан, односно економскиот развој на целиот Близок Исток на маргините на Светскиот економски форум, се разговараше за состојбата на мигрантите и како да им се помогне. Тука овој настане под покровителство на кралот на Јордан, а имаше преку 1000 политичари, бизнисмени и светски лидери кои што се обратија на форумот и истакнаа своји пораки во однос на состојбата на регионот и идниот развој на Јордан.